Денес над Македонија се раѓа ново сонце на слободата. Македонците се борат за своите прадини. Македонците се борат за своите прадини. Одново сега знамето се вее на Крушевската република. Гоце Делчев Питугули, да ме Груев Сандански. Гоце Делчев Питугули, да ме Груев Сандански. Горите македонски шумно пеат нови песни, нови весници. Македонија слободна, слободно живе. Македонија слободна, слободно живе. Стиховите на македонската национална химна, испеани од моќниот вокал на младата Тина Русева, силно одекнаа во градската сала во Хилден, Германија, каде на 30 ноември се одржа големиот хуманитарен концерт во организација на Македонскиот културен центар Македонско сонце Дизелдорф. Присутните гости прв ги поздрави председателот на Македонско сонце доктор Блашко Димковски, кој како организатор на хуманитарниот концерт им посака топло добредојде и пријатна дружба. Се надевам сега во февруар ќе биде уште по убаво, ќе отвориме и бината позади. Денеска имавме таков викенд, еден турбулентен, динамичен. Меѓутоа, кога гледам вака дека можеме да правиме поубави работи заедно, тоа ни дава мотивација. Нема да должам многу, имаме доста програма, уживајте. Чеде Спасич сега ќе ве дружи, па Зуица Лазова, па правиме пауза, повторно Севдалина, што денеска е во едно прекрасно светло. Сите нас не изненадува тука со нежиниот изглед и спремност и уживајте во вечерта. Поздрав за сите. Фолклорното друштво Македонско сонце е гордост на истоимениот културен центар. Во него членуваат и селеници од Македонија, но и млади македонци, кои, иако се родени во Германија, со голема љубов и ентузијазам ја негуваат македонската културна традиција. Фолклорната група на Македонскиот културен центар Македонско сонце за само една година постигна огромен напредок и учествуваше на повеќе значајни настани, од кои би ги издвоиле настапот на годишното црковно собрание во Мајнц, поставувањето на камен темелникот на Македонската православна црква во Берлин, повеќе настапи во организација на црковната општина Света Петка Дизелдорф, како и католичката црква. Наши представници земаа активно учество и беа гости на големиот семакедонски собир во Ешелан, Швајцарија. Тука би го спомнала и музичкиот ансамбл при Македонскиот културен центар Македонско сонце, кој пред неколку дена беа гости и настапија кај градоначалникот на Дизелдорф.
Настапот на играорното друштво предизвика бура реакции на воодушевување. Звуците на тапанот, најпознатото македонско народно оро пајдушко и развиореното македонско знаме ги разбрануваа емоциите, радоста и тагата за татковината. Играорците со порака до македонците низ целиот свет, да бидеме обединети и да ја чуваме и негуваме традицијата. Да им кажам дека на сите македонци дека Македонија многу ни недостасува на нас тука во Германија и колку што можеме гледаме да ја зачуваме нашата традиција и култура. Исто и јас сакам да кажам дека Македонија е мала земја, ама ја представуваме најголем број што можеме и посакувам сите на вакви собири да се собираме со поголем број. Македонија е една и за секогаш наша. Прво сакам да ги поздравам сите гледачи на Алфа телевизија во Македонија и ширум светот и да им порачам дека треба да се трудиме да ја зачуваме македонската традиција, македонскиот фолклор и да се сакаме и почитуваме меѓу себе ние македонците. Прво кажи ми, значи ти си Бојан, братчето и сестричката, како се вика? Филип и Сара. Вие сте родени тука во Германија. Од кога почнавте да играте во ова фолклорното друштво? Пред една година. И како се чувствувате еве вака облечени во македонска народна носија? Многу ни е чест што може да носиме македонската ношна исто тука во Германија. Така, колку години имате? 15, Сестричката? 11 и 17. И што ќе им порачате на сите млади, еве тука ваша генерација во Германија што се македонци, како да си го чуваат, да си го негуваат тоа што ни е наше фолклорно традиционално? Тие што се македонци во Германија и што се тука родни, да пеат песни македонски, да играат ора македонски. За убавата песна и веселата атмосфера се погрижија доајените на македонската музика Наум Петрески и Зуица Лазова, маестро на хармоника Мишел Трајковски и младиот Чеде Спасиќ, кој полека но сигурно блеснува на македонското музичко небо. Можам да кажам од концертот на Next Time, Македонско сонце навистина ме здружи, во најмала рака јас, од тогаш сум члени во Македонско сонце. Дружбата и сите тие работи што дружбата ги креира, ги прави, навистина фалеа на времето. Сега сме така. Организиравте вечерва една манифестација која што навистина е убава, има многу луѓе, има многу убава атмосфера, бидејќи сте дел од организацијата. Колку време, напор, енергија ви требаше за да го направите овој настан вака да биде убав и да соберете толку многу луѓе? Колку време работевте за вечерва да го имаме ова што го имаме? Знаете како, енергијата те повлекува, енергијата те влече. Многу пати ќе кажам, убаво е нешто кога се ежиш, едноставно се ежиш. Ниједна пара не е вредна да може да направи за некоја пара да направиш нешто.
Значи енергијата се гледа тука, значи сите можеме да ја почувствуваме. Колку Ивана ти недостига Македонија? многу ми недостига, исто толку и често сум во Македонија, моите доаѓаат тука и ваквите забави прават да нема граница помеѓу Германија и Македонија. Често Да се чувствувате како дома. се чувствува човек како дома, се чувствува вечерва. Во иднина имаме уште еден концерт, концертот во февруари, ДНК и Адријана Јаневска на 15 февруари. Може да ги повикаме, бидејќи ова ќе го гледаат и македонците во Германија, може да ги повикате на тој концерт да дојдат уште поголем број. Со големо задоволство и навистина ќе ми биде кеф ако и другите македонци во околината овде на Дизелдорф го почувствуваат истото што јас го почувствувам и го чувствувам секогаш кога ќе се организира концерт од ваков тип. Навистина друго е, убаво е чувството да се чувствуваш македонец иако си толку далеку од родната земја. Секогаш уживам кога нешто ме потсетува на Македонија и на македонскиот народ. На вакви настани сите се сплотуваме воедно и ми е многу мило што доаѓаат големи музички имиња од Македонија и што тука можеме да се видиме и понатаму пријателството да го продолжиме. И многу доста од колегиве дошле, пошто јас живеам веќе 8 години во Дортмунд. Знаеме да ги прошетаме, да ги однесеме во некој аутлет, потоа тука да дојдеме цело друштво со сите македонци што се дружиме и да се забавуваме. Оваа година ми е баш мило, затоа што со Наум Петровски се немаме видено со година, а неговата керка ми е старосватица Анастасија, поздрав до незе, и со незе се немам видено и ова ни дојде баш една убава средба да се видим и приватно и плюс да можеме вака да дојдеме на концерт и да видиме многу пријатели ширум од Германија што доаѓаат на концертиве во Дизелдорф. Благодарници за соработка и покровителство, организаторот им додели на повеќе поединци и бизниси, како и на телевизија Алфа за медиумската поддршка на настанот. Најголемиот дел од средствата собрани на концертот се наменети за купување на земјиште и изградба на сопствен објект за Македонската православна црква Света Петка од Дизелдорф.